Почитувани, Социјалдемократскиот сојуз без никаков срам ги лаже пензионерите во Република Македонија. Пензионерите од септември нема да добијат покачување за 2100 денари како што ги лажеа, туку само 180 денари повеќе. Владата на Социјалдемократскиот сојуз и ЗАЕВ го крати планираното зголемување на 5% за пензиите. Тие, наместо како досега да добијат за 650 денари повисока пензија, сега ќе добијат покачување за само 180 денари. СДС пред изборите цело време зборуваа дека нудат подобар живот и еднакво општество за сите граѓани. А сега гледаме како ги понижуваат и како удираат по џебот на 300.000 пензионери. Очигледно дека планот за подобар живот на Социјалдемократскиот сојуз важи само за партиските послушници, матните ликови блиски до ЗАЕВ и мигранти. Пензионерите за СДС никогаш не биле категорија на граѓани за која тие воделе грижа и им обрнувале внимание. Претходно, кога СДС беше на власт, на пензионерите им укина 8% од пензиите. Сега, за 4% им го укинува планираното покачување на нивните пензии. За време на СДС на власт просечната пензија беше 7.684 денари, а со доаѓањето на ВМРО-ДПМН таа се зголеми на 13.755 денари. Додека ВМРО-ДПМН носеше мерки за подобрување на животот на пензионерите, СДС ги исмејаваше. Во време на ВМРО-ДПМН, освен големото покачување на пензиите, се донесоа и низа проекти за пензионерите, како банско-климатска рекреација, бесплатен превоз со воз за пензионери, 50% попуст за посета во културните институции, слободен превоз за пензионерите со градските автобуси во главниот град. Пензионерите знаат да направат разлика кој работи подобро за нив, кој води грижа за подобрување на квалитетот на нивниот живот, а кој работи спротивно на нивните интереси. Затоа овие 300.000 граѓани на Република Македонија на 15 октомври ќе гласаат за враќање на нивниот дигнитет и ќе казнат лицемерната и неспособна влада на Зоран Заев и Социјалдемократскиот сојуз. Ви благодарам.